Метео Велес. Недела 24 септември 2023 година. Реков дека подолго време не објавува прогнози поради здравствена состојба. Лошо ми и понатаму здравствената состојба, не ајде ќе се потрудил да направиме на видео анимација за временската состојба, бидејќи ќе има доста поголема промена за разлика од вчера. Високи температури 36 беа измерени во Велес и во Воландово и денеска некаде до 33 степен, меѓутоа во текот на попладневните и вечерните часови, во текот на ноќта према понеделник, преку денот понеделник, па и нешто вторник предпладневните часови, ќе има поголема изразена нестабилност со прекини, меѓутоа доста поголема изразена нестабилност. Значи нагла временска промена на времето. Од североисток, поточно од северозапад, запад, југозапад ќе навлези изразено нестабилно време, кое што има доста невреме во делови од Балканот, посебно има во Србија, во Црна Гора, во Босна и Херцеговина, има и непогоди, штети кои што и понатаму има доста изразено нестабилно невреме и во тие делови, например околу Белградскиот регион, Гердап, хидроцентралата, централните делови на Србија надоле, тромеѓето помеѓу Албанија, Црна Гора, Косово, тромеѓето помеѓу Албанија и Македонија, значи ќе има и делови од Македонија кои што ќе бидат зафатени со невреме. Гледаме од северо-западниот дел, нестабилно време ќе има и во Скопската Котина, Кумановскиот регион, Тетовскиот регион, Кичевско, Дебарско, Охридско. Знаете, сината боја се врнежи, послабата сина боја, послаби врнежи, поизразената сина боја, појаки врнежи, жолтата, зелената, поизразени врнежи, додека портокаловата и она малку неке црвенка, што тоа значи дека ќе има изразено невреме. Некаде ќе има и силни поруни врнежи кои што за кратко време може да наврнат и поголемо количество на дожд. Има можност и за појава на град. Ќе има засилен ветер, најпрво од јужен, југоисточен и јужен правец во текот на попладневните, вечерните, ноќните часови, меѓутоа во текот на утрешниот ден ветерот ќе го смени правецот од север-североисток. Со тоа ќе дојде и до намалување на температурите, така да температурите во текот на утрешниот ден, посебно од вторник, среда, температурите ќе опаднат за неколку степени, најмалку за 8 степени. Нема да се покачат температурите повеќе, максимално нека се искачат до 29, а и 9-30 степен. Значи ќе има поголемо освежување. За разлика од вчера, како што реков, 36 степени во Велес и во Воландово. Гледаме, значи, дека во текот на вечерните часови и ноќните часови изразено нестабилно време, гледаме каде ќе има грмотевици, претежно во северозападните, западните делови, Скопскиот регион, Скопската Котина, јужно Скопскиот регион, према Велешкиот регион, Битолскиот, Пелагонискиот регион и во текот на ноќните часови, во текот на утрешниот ден и преку денот до попладневните вечерните часови во понеделник, на повеќе места во Македонија ќе има изразено нестабилно време. Треба да се внимава на отворено, треба да се внимава на оние места каде што биле субодолици, каде што долго време немало вода и каде што има исврлено смет и да речеме ѓубре и нема каде да тече водата, може да дојде до поплавување. Тоа може да се случи и во градовите, реков, нестабилно време, Битолскиот регион, Прилепскиот регион, Охридско-Преспанскиот регион, Кичевскиот, Скопскиот регион, исто така и во Скопје ќе има невреме, и во котлината, јужно од Скопскиот регион, нестабилност очекува и околу централните делови во Македонија. Значи, тоа се Велешкиот регион, Неготинскиот, Кавадаречкиот регион према Кожув и таму се очекува појава на невреме. Некаде повеќе, некаде помалку изразено, со засилен ветер и врнежи. Врнежи ќе има во западните делови од државата, гледаме, значи, доста портокалова боја, неки црвена, повеќе изразена во западните делови од државата. Но ќе има и во североисточните и источните делови, потоа ќе има преместување на врнежите. Еве гледаме Неготинскиот регион, Кавадаречкиот регион, Прилепско надоле према Кожув. Значи и во други места се очекува нестабилно време. Нестабилно време исто така се очекува и на југо источниот дел, некаде Струмичко-Радовишкиот регион
и источниот дел, меѓутоа таму нешто послабо би било од оние делови што се во северозападните, западните и југозападните делови, Пелогонискиот регион, централниот регион и северниот дел од Република Македонија. Но, реков, не е изненадување да се случи и во источните делови од државата, и во југоисточниот дел од државата. Значи, на повеќе места во државата ќе има нестабилно време. Внимателно отворено, посебно во вечерните и ноќните часови во текот од утрешниот ден. Ќе има појава и на сончеви периоди, меѓутоа тоа ќе бидат краткотрајни. Да напоменам, значи, за кратко време можни се поројни врнежи на повеќе места во државата. Се очекува и во Велескиот регион, па и во Велес, Скопскиот регион, потоа Кабадаречко-Неготинскиот регион, Прилепскиот, Битолскиот, Кечевскиот, Охридскиот регион, Кумановскиот регион, нешто Кумановско, Виничко, Кочанско, Светениковско, Ѓуриште, Јужно Радовичко, Струбичкиот регион, нешто Дојранскиот регион. Значи тие се районите кои што ќе бидат зафатени со изразено нестабилно време, краткотрајно. Дај Боже некаде да не се случи тоа. Меѓутоа тоа е тоа. Ете, тие се оние промени кои што ќе се случат во текот на следниве, да речеме, 24 часа, 30 часа, некаде до вторник, што би наврнало кога ќе се измерат воден талок од дожд некаде до вторник попладневните часови, би изнесувале некаде и над 30 литри на метар квадрат. Потоа се очекува постабилно време, но температурите нема да се искачат над 30 степен во текот на следната недела. Можно некада да се појави за кратко да се искачат и на 31 степен, меѓутоа сепак, значи, не се очекува некое жешко време. Ете тоа што се однесува за временската состојба, уште еднаш внимателно отворено во текот на попладневните, вечерните часови, ноќните часови према понеделник преку денот понеделник. Изразено нестабилно време на повеќе места во државава и можно е појава на град. Ништо нема да изненади. Значи, да не заплашувам, има можност некаде да има и изразено нестабилно време. Ви благодарам што одвоите време да ја слушате и да ја погледнете временската состојба на Метео Велес. Одавно нема објавена временска прогноза, здравствената состојба не ми дозволува, така да поретко ќе објавувам временски прогнози. Уште еднаш благодарам на вниманието. Метео Велес.